Од мене како министер е побарана анализа на тие резултати од што се реализирани во Средното училиште Орце Николов, исто така и на две други средни училишта е побарано и другите резултати да доаѓат. За мене еден факт добар што е значаен е дека благодарен сум до раководството на училиштето, членовите на МОН, членовите на бирото за начинот на менаџирање, што значи дека како постапка е добра изменаџирано испитот, кога гледаме дека нема како во другите земји каде што имат предрасуди дали имат излезено прашањето или не. Од резултатите се кажува дека како постапка е добро изменаџирано, но за резултатите дали сум задоволен, не сум. И затоа кажав побарав анализа од кои училиште се тие да ги имат предвид и педагошки и психолошките причини зашто можеби се имат добро влијание во тие резултатите. А после тоа треба, вие знаете дека ние имаме ова година, ова учебна година почнува и вториот период на реализација на новата концепција која почна како резултат на недобрите резултати. Како што знаете, на последното рангирање 2015 година не сме биле добри на рангирање за резултатите кои се спроведуваат и во средното училиште, не во основното училиште. И дел од тие рангирања на ПИЗа во 2018 имаме подобрување на резултатот, па очекуваме сега 2023 другите резултати. Ние треба сите во овој систем, почнувајќи од Министерството, од Бирото за развој, од Просветниот инспекторат, од директорите на училиштата, од професорите, од наставниците, да го вреднуваме тоа што го работиме, да работиме внимателно тоа што го работиме и ние како Министерство да направиме се и се што во таа анализа да се имат предвид овие фактори кои ќе влијат за другата учебна година, дали е подобро да има приемен испит, знаеме дека имаме задолжително средно образование, кои се придобивките од тоа задолжително средно образование, знаеме дека многу европски земји го има задолжително и кај нас блиско задолжително средно образование. Да се направи добра анализа, да е добар почеток тоа од резултатите и сите да дадеме придонес за подобрување во наредната учебна година.